Како се справуваме? Секогаш прво разговараме со учениците, делуваме совет одавно, проценуваме дали треба на индивидуално или на групно ниво, потоа ги повикуваме родителите, се зависно од ситуацијата која што се случила, доколку има потреба изрекуваме педагошки мерки, родителот некогаш ги потпишува, некогаш не, зависи од своите убедувања. Имаме родители кои што сметаат дека нивното дете не е сторител на настанот, не е насилник, туку всушност... Тоа се најчесто веројатно родителите на оние сторителите, така? Тие сметаат дека нивното дете не е сторител, не е насилник, туку е жртва, не го прифаќаат она што ние сме го посведочиле, дури го негираат настанот, на таков начин не им прават услуга на децата. Многу е важна соработката меѓу родителите и меѓу училиштето, бидејќи само на таков начин ќе ги решиме проблемите и ќе се справиме со насилството, бидејќи ние заработиме заеднички со родителите, имаме заедничка цел, не сме противници и затоа само на таков начин, кога соработуваме меѓусебно, ќе ги надвладееме овие проблеми и ќе имаме позитивен исход.